И покрај моменталното забавување, BYD смета дека во наредните 5 години може да стане најголем производител на возила во светот. Амбициите ги изнесе лично председателот на компанијата на годишниот собор на акционерите, кој не се задоволи со опаѓањето на вредноста на нивниот капитал. Раководството на BYD сепак е убедено во својата визија за иднината, тврдејќи дека втората генерација на Blade батериите заедно со системите за ултрабрзо полнење ќе покаже дека се во право. Според ланските податоци, BYD со своите 4,6 милиони продадени возила беше шестиот најголем производител во светот. Но, за да ја надмине Toyota, ќе му треба пораст од 1 милион возила годишно, што во моментот е дискутабилно. Дома работите одат лошо, со забележен пад на продажбата за 20%, но извозот и понатаму расте со силно темпо, дури 65% во првите месеци годинава. Најголемите извозни пазари за BYD се Бразил, Велика Британија и Австралија и се уште постојат големи потенцијали за настап, посебно во Европа. Но Америка е исклучена од сите прогнози. Пентагон ја стави компанијата на листата со работници со кинеската војска, што не носи санкции, но ќе ги држи домашните компании настрана од правењето бизнис со нив, иако BYD веќе 12 години во Калифорнија произведува електрични автобуси и камиони.